Жарко Ѓошевски е главниот виновник што Велешани за неколку дена повторно ќе го гледаат најквалитетниот ракомет овде во оваа сала. Ѓошевски, Фруитленд од годинава ќе настапува во Суперлигата и е ребрендиран. Може ли нешто околу тоа? Па да, оваа година за наша среќа и за среќа на Велешани ќе имаме Суперлига и во нашиот град. Ќе имаме првата утакмица ќе ни биде со актуелниот првак нели Еврофран Пелистер и ќе биде многу интересно за градот. Втора работа што сакам да напоменам и што е битна, веќе сме во процедура и во теке ребрендирање на клубот, тоест менување на името и новото име ќе биде Фруитленд Борец. Се надевам дека првата утакмица ќе успееме да го смениме сето тоа и да го средиме и да настапуваме под новото име. Ако не биде првата, втората утакмица сигурно. Тоест, за дома ќе бидеме со новото име. А како се приближуваат деновите до почетокот на Суперлигата, верувам и возбудата е се поголема. Како се чувствувате? Не можам да опишам, ќе ме прашаш после утакмицата со Еврофран Пелистер, тогаш ќе доживеам. Но пред тоа имате два надпревара во гости, Струга и Вардар, двократниот европски првак. Така, ние пред се целиме тука домашната публика и целиме тука да имаме добри и најдобри резултати. Па ќе видиме што и како. Од непроценливо значење ќе биде тоа искуство за овие играчи во играњето против најдобрите во земја. Годинава, како што спомене и Илиев во своето интервју, ќе се брка обстанокот. Да, оваа година ние имаме цел да обстанеме, тоест да се изградиме подобро како клуб. Кои се долгорочните цели на клубот? Така, долгорочните цели на клубот се да се изградиме како стабилен клуб и финансиски и во секаков смисол. И оваа година целта ни е да обстанеме во Суперлигата. За наредна година наредна сезона имаме многу поголеми амбиции, но за тоа потоа. Уште еднаш сите Велешани во сала да го бодрат новиот суперлигаш Фруитленд Борец. Ѓошевски, посакувам многу успех во оваа сезона. Благодарам, се надеваме на успеси и на голема радост за Велешани.